Нашиот пазар на електрични возила се уште е во повој, но тоа не беше пречка Елон Маск и Тесла да ја вклучат и Македонија во плановите за експанзија. Имено како подготовка за лансирањето на ценовно прифатливиот Модел 3, оваа калифорнијска компанија планира значително да ја прошири својата мрежа полначи. Според нив, до крајот на годинава мрежата за полнење на батериите на електричните возила треба да нарасне на 10.000 суперстаници и 15.000 единични локации низ целиот свет. Најмногу во Америка, но и другите земји не се заборавени. Како Македонија, на пример, каде е планирано отворење на суперстаница во Скопје. Покрај нашата земја во регионов ќе се отворат уште и 5 нови места за полнење на батериите во Грција, 4 во Хрватска, по 3 во Романија и Србија и по 1 во Бугарија и Босна и Херцеговина. Тесла во моментов оперира со повеќе од 5400 суперполначи, плюс уште 9000 точки за полнење, лоцирани главно кај хотелите и рестораните. Најблиските до нас сега се на Хрватското приморје, во Словенија и Унгарија. Како нација која во голема мерка се свртува кон електричните возила, норвежаните ја имаат таа привилегија први да дојдат до новата Opel Ampera E. Купувачите од другите земји во кои на почетокот ќе се продава, Германија, Холандија, Франција и Швајцарија, ќе почекаат уште некој месец. Непосредно пред испораката на првите возила, Opel ја објави и цената на Ампера, која изнесува 39.330 евра, но без бенефициите кои скоро секоја држава ги има за ваков вид возила. Со нив во Германија ќе чини 35.000, а во Норвешка 32.600 евра. Цената можеби е повисока отколку што се очекуваше, но интересот секако е голем. Во Норвешка повеќе од 4000 потенцијални купувачи веќе чекаат на своите возила. Причината за тоа се добрите карактеристики на Ампера, пред се автономијата од 520 км според европскиот тест циклус. Неа овозможуваат батериите од 60 кВт спакувани во подот кои на брз полнач после 30 минути имаат доволно струја за поминување 150 км. Технолошки Ампера е европски брат-близнак на Chevrolet Bolt, од кој ја разликуваат само пар стилски детали. Го има истото електрично срце со 150 кВт и 360 Нм, кои се на располагање од 0 вртежи во минута. Согласно тоа, перформансите се за почитување. Забрзувањето до 100 км на час е за 7,3 секунди, а максималната брзина ограничена на 150 км на час. Опременоста е дури и над нивото на другите модерни автомобили, а во внатрешноста има доволно простор за петмина патници. Opel ја сместува електричната Ампера во компактната класа, иако според должината таа е поблиску до Корса отколку до Астра, но со благиот монолуменски дизајн и поголемата височина подобро се искористува просторот во кабината, а за багажникот остануваат 380 литри. Иако појавувањето на Ампера доаѓа во незгоден момент за Opel, овој автомобил може да ја дефинира иднината на марката. Како целосно американски производ, тој сигурно нема да биде вклучен во плановите за интеграција со PSA групата, но може да влијае на позиционираноста на германската марка во новото семејство. Постоја сериозни гласини дека французите ја гледаат иднината на Opel во електричните возила, кои пазарниот успех на Ампера дополнително ќе ги подгрее. Доколку се случи тоа, молњата во амблемот на марката ќе добие вистинско значење. За разлика од Chevrolet кога го лансираше Bolt, од Opel засега се воздржани за било какви прогнози со конкретни бројки. Директно не се посочува, но причината за тоа се капацитетите на фабриката на General Motors во Мичиген. Покрај во Америка и Канада, во моментот Bolt се продава само уште во Јужна Кореја, од каде минатиот месец стигна вест дека првата тура од 400 возила била распродадена за само 2 часа.
Со еден неочекуван потек, Ауди ги замолчи сите што се сомневаа во неговата електрична судбина и започна да прима нарачки за идниот e-tron Quattro. До душа само во Норвешка и повеќе од цела година пред првите испораки, но сепак јасно стави на знаење дека е подготвен да истрае на своите планови. Моделот кој требаше да се вика Q6, но беше именуван поинаку за да се одбележи како пресвртница во историјата на марката, се уште не е представен во својата сериска изведба. Неговиот концепт беше покажан пред година и пол, но останаа доста недефинирани работи. Дизајнот, на пример, за кој се уште не се верува дека ќе биде задржан. Во поглед на технологијата, концептот располага со 3 електромотори со околу 500 конски сили. Распоредени на сите тркала со заеднички ангажман, тие теоретски треба да го забрзаат до 100 км на час за 4,6 секунди, додека максималната брзина електронски ќе биде ограничена на 210. Големите батерии со капацитет од 95 кВт треба да се доволни за околу 500 поминати километри. Димензиски e-tron Quattro се сместува помеѓу Q5 и Q7. Производството ќе се одвива во фабриката на Ауди во Брисел, а цената ниту оддалеку не е позната. На купувачите во Норвешка им се бара депозит од 20.000 круни, односно околу 2150 евра, и тоа без обврски, доколку се премислат парите ќе им бидат вратени. Директорот на Ауди Норвешка сепак смета дека иако ќе бидат први во светот што ќе го добијат новиот модел, ќе се соочат со проблеми да го задоволат интересот за него. Бројките потврдија, 2 години поред Ford Mustang е најдобро продаван спортски автомобил во светот. Откако се појави актуелната генерација, досега стигна до скоро 400.000 купувачи. Mustang се продава во 140 земји на сите континенти, на кои годинава ќе им се придружат уште 6 нови. Планетарната популарност го истакна Мустанг и на домашниот пазар, каде тој е најбаран спортски автомобил во последните 50 години, бидејќи американците се заслужни за 70% од неговата продажба. Во третиот квартал годинава ќе се појави неговата обновена верзија, која со освежениот изглед и мноштво нови технологии ќе продолжи созидањето на бројките. Дека од Мустанг зрачи магија беше јасно уште во дамнешната 1964 година, кога се појави првата негова генерација. Тогаш Форд само за еден ден продаде дури 22.000 примероци. Мустанг и денес во својата 7 генерација се уште го носи духот на славниот предок од тоа време. Во минативе 2 децении бројни кинески компании се обидоа да излезат на светскиот пазар. Имаа различни стратегии и настапи, но без исклучок сите поминаа со катастрофални резултати. Кинезите сепак не се помирија со судбината и постојано ги истакнуваат своите глобални амбиции. Меѓу нив едно име се издвојува – компанијата GAC Motor, која досега 3 пати има настапувано на салонот на автомобилите во Детройт. Скромно и настрана од главните настани, присуството беше искористено да се запознае светот дека постојат. Но се чини дека дојде време да се направи почетниот чекор, за кој се подготвени 3 нови модели. Првиот е компактен теренец со 5 седишта, широкогради димензии и робусен изглед. Погонот на сите тркала го обезбедува 2-литарски турбомотор со 200 конски сили, а 6-степениот автоматски менувач е стандарден. Вториот модел е седан со интересни купеовски линии, за чии плагин хибриден погонски погон кинезите не даваат многу информации. Третиот модел, од кој доста се очекува, е електричен кросовер, кој се уште е во концептна фаза.
Исто и за него изостануваат конкретни податоци, но затоа доста прецизно е познато дека ГАК Мотор планира во наредните 5 години да представи уште 7 нови еколошки модели. Дел од нив ќе се најдат на американскиот пазар, за кои воздржаните информации велат дека ќе започне да се освојува идната 2018 или најдоцна во 2019 година. За произведените 380.000 возила лани, оваа компанија ни оддалеку не спаѓа меѓу големите автомобилски производители во Кина, но лесно може да се случи да биде првата која ќе започне да ја редефинира иднината на кинеската автомобилска индустрија. Вртлогот во Венецуела го зафати и General Motors. Како глобална компанија, таа често се соочува со локални проблеми несфатливи за остатокот од светот, како што е запленувањето на фабриката во Венецуела од страна на властите. Веќе подолго време оваа јужноамериканска држава се соочува со сериозни кризи, политички, економски, па дури и екзистенцијални. Сложеноста на ситуацијата често резултира со драстични потези, меѓу кои е и едностранната национализација на фабриката на General Motors. Компанијата соопштува дека е запленет и друг имот, пред се возила кои се изнесени од кругот на фабриката. Во неможноста да реагираат на друг начин, американците целосно ги прекинаа своите производствени активности. Во нивното соопштение се наведува дека илегалното превземање на оваа фабрика остава 2700 луѓе без работа, на кои сепак согласно законите ќе им биде исплатено обештетување. Се потенцира и штетата што ќе ја претрпат бројните добавувачи и дилери. General Motors уште наведува дека ќе ги преземе сите правни мерки во и надвор од Венецуела за да ги одбрани своите права. Неизвестно е како ќе заврши оваа приказна, барем на краток рок гледано. Властите не одговараат на прозивките, а индустријата на земјата тоне се подлабоко. Недостатокот на суровини за производство и строгата контрола на протокот на пари и курсот на странските валути досега примораат доста компании да ги затворат своите погони. Меѓу нив е и Форд, кој пред 2 години ја отпиша својата инвестиција таму во вредност од $800 милиони. General Motors се присутен во Венецуела 70 години. Како лидер на пазарот, неговата фабрика употребува 55% од локално произведените автомобилски делови во земјата. Вечниот сон на многумина, првиот комерцијален летечки автомобил ќе доцни. Словаците ветија, но не стигнаа докрај да го исполнат ветеното. Тие навистина го подготвија својот аеромобил годинава како што планираа, но на негово сериско производство се уште ќе се чека. И тоа барем до 2020-та, ако понатаму се тече во ред. За тоа време ќе можат да убедат повеќе купувачи да инвестираат преку $1 милион во остварувањето на овој сон, да се вивнат во облаците. Ако повторно не успеат, таму ќе останат само нивните желби да го променат текот на историјата на цивилизацијата. Неофицијалната титула за најбрз автомобил во светот, рекордното време за поминување на Нюрбургринг, повторно се врати кај Honda Civic Type R. Новата генерација на јапонскиот спортист успеа да го помине 20,8 км долгиот круг на легендарната патека за 7 минути и 43 секунди и 8 десетинки. Тоа е за 3,5 секунди подобро од досегашниот владетел Volkswagen Golf GTI Club Sport, кој пак титулата ја презеде од минатата генерација на Civic Type R. Низиното враќање во јапонски раце не е случајност, иако автомобилот е скоро сериски. Заради безбедноста на возачот во кабината е поставен заштитен кафез, кој според Honda не влијае на цврстината на каросеријата. За да се компензира неговата тежина, извадени се задната клупа и аудиосистемот. Дури и пневматиците, иако заменети, не се тркачки, току високо перформансни, дозволени за употреба во редовен сообраќај. Новата генерација на јапонски 4x4 Civic Type R е најбрзата автомобилска верзија на Honda Civic Type R.
Освојувањето на зелениот пекол, како што се нарекува патеката на Нурбургринг, е само еден од бројните суперлативи што ја следат новата генерација на Honda Civic Type R. Уште пред да се појави, перформансите што ги обезбедува нејзиниот дволитарски турбомотор ја издигнаа во облаците. Неговите 320 конски сили се пренесуваат на предните тркала преку 6-степен мануелен менувач кој има пократки преносни односи во споредба со претходникот. Новото мултилинк задно ослонување зголемува управливоста и намалува наклонувањето на каросеријата, што овозможува побрзо поминување низ виоците. Сеопфатниот аеродинамички пакет обезбедува исклучителна стабилност при големи брзини, а оптималната распределба на тежината поволен баланс при секакво возење. Рекордното време на Нурбургринг е постигнато во завршната фаза на тестирањата на врелиот компакт на Honda, кој во продажба ќе се најде летово. Ќе се произведува во Свиндон, Велика Британија, од каде ќе се извезува на сите светски пазари, вклучувајќи ги Јапонија и Америка. После само една генерација, Шкода Йети оди во пензија, а на негово место доаѓа Карок. Новиот кросовер ќе биде представен во втората половина на месецов, но чесите не издржаа и не ги сервираа првите детали за него. Заради маскираните прототипи не се забележува, но има дизајн инспириран од поголемиот Кодиак. И името му има слично потекло. Тоа е добиено како комбинација на зборовите Карак и Рук, кои на јазикот на домородците од Аљаска значат автомобил и стрела. Димензиски е скоро идентичен како и Audi Q3, но нема ништо заедничко со него. Како и сите нови модели од групацијата, механиката му се базира на MQB платформата. Таа му обезбедува подобри возни својства и простран интериер кој трендовски е исполнет со доста опрема. Од Шкода посебно ги истакнуваат бројните конективни технологии, амбиенталното осветлување во 10 бои и дигиталната инструмент табла која може да се конфигурира според желбите на возачот. На списокот опрема се среќаваат и други нешта својствени за повисоките класи, како што се мноштво безбедносни асистенти, LED светлата и електричното отворање на багажникот во кој собира помеѓу 520 и 1810 литри. Нема сомнеш дека Карок ќе продолжи постапките на веќе надживеаниот Йети, кој се уште добро се продава. Шкода лани од него пласираше скоро 100.000 примероци. Во тоа ќе му помогне селекцијата современи агрегати, 2 бензински и 3 дизел мотори со распон на силината помеѓу 115 и 190 конски сили, сите со старт-стоп технологија. Се издвојуваат новиот 1,5 литрен TSI со деактивација на цилиндрите и 150 конски сили, како и дволитарскиот дизел со 190 коњи. За пазари како нашиот ќе биде интересен и еднолитарскиот бензинец, пред се заради цената. Трансмисијата е преку 6-степен мануелен или 7-степен DSG менувач на предните или сите тркала. Официјално се споменува и дека новиот чешки кросовер ќе биде опремен со систем за контрола на преносот на силината со 5 режими на работа. Познавачите на пошироката понуда на групата веќе ги забележаа сличностите со Seat Ateca, која како и Йети се произведува во фабриката на Шкода во Квасени во Чешка. Од нејзините монтажни ленти, Карок ќе започне да излегува во втората половина од годинава. За цените за сега нема ниту збор, но не би се изненадиле ако постои значителна разлика од оние на Йети. Airbus A380 не престанува да импресионира со својата големина. Тој беше предизвик и за екипата на Porsche, која специјално за Guinness со серискиот Cayenne успеа да го повлече 285 тони тешкиот Jumbo Jet. И тоа 2 пати, еднаш со дизел, а вториот пат со бензинската варијанта на луксузниот германски теренец. Протагонисти на подвикот беа Cayenne S дизел со 380 конски сили и Cayenne Turbo S со 560 коњи. Секако и Airbusот на Air France на аеродромот Шарл де Гол во Париз. Еве како тоа течеше.
Автомобилските технологии доцнат во камионите, но сепак стигнуваат. Најнов пример за тоа е интеграцијата на смартфоните во тешките возила на Mercedes-Benz. Со помош на веќе одамна познатите системи, германскиот камионски гигант на оние што го заработуваат лебот на тркала им ги стави сите придобивки на модерната конективна технологија. Поврзувањето на модерните смартфони со возилата е поддржано со Apple CarPlay и MirrorLink апликациите. На камионџиите им е ограничено движењето по градските улици и по патиштата, а и не можат да паркираат каде сакаат. Затоа вистинската информација во вистинско време за нив значи и полесен живот и поефикасно работење. Автоматизацијата започна да ги зафаќа сите сфери на животот околу нас. Во иднина дури и нештата како оставањето возило на сервис ќе биде без човечко присуство. Така размислувајки, Ford и Panasonic направија умен киоск кој го заменува приемното оделение во автосервисите. Функционира 24 часа на ден и собственикот може во секое време да го донесе својот автомобил на извршување рутински зафети. Комуникацијата со апаратот се одвива со екран чувствителен на допир. Прво се скенира сообраќајната дозвола, па преку едноставно мени се наведуваат услугата што се бара од сервисерите, годиштето и моделот на возилото и така натаму. На крај клучот се остава во специјален простор за тоа. Откако сервисерите ќе ја завршат работата, собственикот на возилото добива имейл дека може да дојде да си го подигне кога тој може, во било кое време на денот или ноќта. Умниот киоск ќе му го даде клучот, а плаќањето ќе го изврши со кредитна картичка. На овој начин секој ќе може да си го планира времето како му одговара и да не го троши попусто на чекање на прием или превземање на возилото од сервис во работните часови. По успешното лансирање на серијата 90, Volvo отвора уште едно ново поглавје во својата историја. Започна со производство на компактниот XC60. Овој кросовер, кој премиерно беше покажан на салонот на автомобилите во Женева, треба да ја представува сршта на понудата на шведската компанија. Учествувајќи со значаен процент во продажбата, неговиот истоимен претходник го услови да биде подобар од сите други. Патот кон остварувањето на тоа му го трасираше поголемиот XC90, од кој во целост ги наследи сите напредни технологии. Најмногу безбедносните кои за XC60 се надградени. Во Volvo посочуваат дека тој спаѓа меѓу најсигурните автомобили направени било кога. Еден од напредните системи му овозможува сам да избегне сообраќајна несреќа, автоматски свртувајќи го управувачот и заобиколувајќи ја опасноста ако возачот не реагира и ако процени дека тоа може да се изведе безбедно. Овој систем, кој исто така автоматски и кочи при брзо наидување на препрека, ќе биде активен помеѓу 50 и 100 км на час. Унапредени се и другите системи, меѓу кои е оној за полуавтономно возење. Тој овозможува возилото само да забрзува, забавува и управува на патишта со јасни ознаки до брзина до 130 км на час. За овој модел Volvo предвиде серија 4-цилиндрични мотори. Бензинските се со 254 и 320 конски сили, а дизелите со 190 и 235 коњи. Во нивното трансферирање на сите тркала ќе помага 8-степената автоматика. Од понудата нема да биде испуштена ниту плагин хибридната погонска група од XC90, од кој е пресликан и голем дел од дизајнот, вклучително и карактеристичните стилски детали, маската и лед светлата во облик на буквата Т, односно чеканот на Тор. Визуелниот подпис по кој моделите на Volvo се препознатливи е зачуван и назад, а и внатрешноста исто така подсетува на XC90. Дури и опременоста е на тоа ниво. Да го споменеме само 4-зонскиот клима уред со филтер кој спречува влегување на штетните честички од амбиенталниот воздух. Во споредба со претходникот,
кој се продаде во скоро 1 милион примероци, новиот XC60 е подолг, поширок и понизок. Поставена на новата прилагодлива платформа која му даде и поголемо меѓуоскено растојание. Volvo во моментов развива уште една платформа која ќе ги вдоми помалите модели. Меѓу нив ќе биде и првиот електричен автомобил кој ќе се произведува во Кина.